Добро вечер, јас сум Лилјана Митрова, а ова е централниот дневник на КТВ телевизија. Ке се отстрануваат дотраени објекти и склони на уривање. Градоначалникот Митко Јанчев денеска оствари средба со сопствениците на овие објекти, кои во наредните 2 месеци општината и комуналното предпријатие ќе ги отстранат. Градоначалникот Митко Јанчев денеска оствари средба со 20 сопственици на дотраени и склони на уривање објекти. Во наредните 2 месеци со поддршка од општината и јавното комунални предпријатие ќе започне отстранување на овие објекти со цел да се зголеми безбедноста на граѓаните и да се создаде поуредна и поурбана средина. Со конкретни чекори и одговорен пристап, локалната самоуправа продолжува да решава долгогодишни проблеми и да создава побезбедна и поубава општина за сите. Во тек се градежните работи за санација на мостот што води до земјоделските насади во населба Глишик. Проект кој се реализира со средства обезбедени од бизнис секторот. Со санацијата ќе се овозможи побезбеден и полесен пристап за земјоделците до нивните обработливи површини, што значително ќе ги подобри условите за работа и секојдневното функционирање. Од општина Кавадарци упатуваат голема благодарност до компаниите, кои преку својата општествена одговорност даваат конкретен придонес во унапредувањето на локалната инфраструктура и поддршката на земјоделството. Хидромелиоративниот систем Тиквеш оваа поливна сезона функционира без проблеми. Пред стартот на сезоната извршени се повеќе зафати на каналската мрежа, со што се спречени загубите на вода. Вели во тема на денот во дневникот на КТВ директорот на АД Водостопанство, подружница Тиквеш Кавадарци Атанас Ризов. Моментално задоволството е обострано и на водокорисниците и никако даватели на услуги. Почнаваме една добра сезона за поливање со идеални количини на вода во обраните, кај што условите за работа ни се беа доста подобрени, пумпните станици ни беа навремено сервисирани, каналите беа навремено изчистени, сервисирани и навремено ја почнавме целокупната наводнувана сезона. Во каква кондиција е хидромелиоративниот систем Тиквеш? Можеме ли да кажеме дека до крај на сезоната работите со водоснабдувањето за земјоделските корисници ќе биде редовно? Хидромелиоративниот систем е во добра кондиција моментално и мислам дека нема да идеме на поголеми проблеми со отсечување на поголеми реони од вода. Индивидуално повисоките зони знаеме дека со помали рестрикции ги задоволуваме водокорисниците со вода. За да биде во ваква кондиција водоснабдувањето, сигурно имавте и доста интервенции пред почетокот на полевната сезона. Еве да информираме за гледачите што се работевте во минатиот период за да се постигне ова ниво на редовно водоснабдување. Да, со самото завршување на претходната поливна сезона ги лоцирав сите тие критични точки кај што имаме најголемите проблеми во текот на наводнувањето. И морам да нагласам дека имаме една многу лоша тековна сезона, дали и временските прилики, а и каналската мрежа беше во една незавидна состојба која ја наследив и ги нотирав тие точки критични, кај што имав канали во многу лоша состојба, делници отсечени комплетни и почнав уште во септември со реконструкција на таа каналска мрежа. Посебно сум задоволен со поддршката за 10 магистрален канал Неготино, кај што имав Тимјаник Тремник огромни проблеми во поливната сезона со еден руиниран канал, огромни загуби на вода. Успеавме да издвоиме негде 35 милиона денара да се комплетно реконструира тој дел од каналот и да се стави комплетна нова бетонска армирана мрежа, која што сега моментално е во идеална состојба и ги задоволуваме крајните корисници. Исто така се интервенираше и на каналската мрежа во Ваташа и таму водоснабдувањето оваа полевна сезона задоволува. Да, имавме една интервенција и таму тоа е еден најстар систем во Тиквешијата, Бошова, каде што носиме негде околу 50 километри од Конопиште, над Конопиште ни е зафатот Тиролскиот, ја носиме негде 50 километри до Ваташа
Таму беше една доста дотрајана каналска мрежа, кај што имавме планирање по локалното население, кај што правевме штета на куќите, направивме една комплетна санација на негде околу 3 км на каналската мрежа со ставане на заштитен слој, каде што е моментално добро држи и имаме едно успешно поливање до крајните корисници. Колку водокорисниците се одговорни кога станува збор за одговорно користење на водата, бидејќи водата како минуваат годините мораме да ја користиме рационално за да ја имаме за одгледување на земјоделски култури? Па вака, морам да ги пофалам крајните корисници кои што знаат маката на водата, кои што знаат како е тежината да се донесе таа вода до нив и тие крајни корисници се доста одговорни, знаат на време, знаат да не се слушат, додека почетните каде што ја имат континуирано водата и во изобилие, мислам дека имаме големи штети, неконтролирани само пуштање на системот, само ракување на системот, па што ни допринесува до многу чести дефекти на самиот систем. Неракувањето на системот непрофесионално донесува до дефекти. Права хидравлични удари кај што имаме огромни дефекти на секундарната мрежа. Можеме да кажеме дека оваа полевна сезона хидроакумулацијата Тиквешко езеро е во една одлична состојба споредено со годините порано кога бевме на една лоша кота каде што беше во прашање дали ќе има вода за наводнување. Да, моментално сме на некоја кота на 3 метра пред прелив и тоа е обострано на задоволство и на луѓето кои имат и викендички по самото Тиквешко езеро, кој знаеме дека има над 200-300 викендици, на нивно задоволство, а и на наше задоволство што имаме доволни количини на вода, па да поминиме целокупната сезона за поливање. Што знаете, хидромелорација Тиквеш дава на 5 општини моментално вода и задоволува над 12.000 водокорисници. Имаме ли нешто што се планира за реконструкција во следниот период, се со цел нели да се држи кондицијата во добра состојба на каналската мрежа? Да, моментално го проектираме тој канал М, фактички тој е изливниот канал на пумпа Марена, кој води до Дисана, ни ги опфаќа во општина Кавадаци, Марена, дел опфаќа од Смилица, тој дел гравитира кај Глишичко, таму имаме некои проблеми, таму е доста застарен систем, руиниран, комплетно загуба на вода, имам негде на 50%. Одвоени се средствата, почната е планирањето на тој канал, се надевам дека од година во септември ќе го почнам со нова реконструкција која ќе има некои заштити, доволни количини на вода, па да дадиме и на Овчка река, на знаеме тие еден најстар регион што е на лозарството во Тиквешијата. Овчка река долго време земјоделците бараат вода таму, што значи дека сега имаме еден правец на размислување да се донесе вода за тие крајни корисници. Да, првично за Овчка река имаше еден проект за да се донесе некои 200 литри вода од акумулација Моклишко езеро, кај што е градот езерото, ама климатските промени си го направија своето. Таму даваме дел таа вода што е моментално даваме на вода на градот за пиење. Така да тие количини на вода моментално самата река и самиот извор Лукар знаеме дека во текот на сезоната ни паѓа до некои си 300-400 литри што секунда, што не ни се доволни само да го задоволиме градот за вода за пиење, што е и примарна цел населението да има вода. Така да се откажаме од тој проект да донесиме таму вода, ама знаеме дека по акумулација Тиквеш има доволни количини на вода. И таа количина на вода со репрограмирање на самиот канал и изгубување тие загуби на вода, се надевам дека во иднина имаме некои нацрти направено веќе и елаборати почнато, изготвено коти се надевам дека во наредните неколку години ќе ми биде и мене мило да се реши тој проблем на тој најстар дел виноградски на Тиквешијата, да дадеме некои си 100 литри вода да ги издвоиме за тие водокорисници. Во каква состојба, во каква кондиција е самата подружница или самото водостопанство во поглед на тоа дека знаеме во минатото имавте проблем со исплата на плати. Дали сега тие проблеми се надминати? Каква е соработката со Министерството за земјоделство? Се слушаат ли идеите, проектите кои што треба да се реализираат? Да, ние сме во нон-стоп во релација со Министерството за земјоделие. Има, можам да се пофалам за КФ банка,
единицата што се формира за моментално за програмирање КФ банка за Тиквишкиот регион се издвои негде 23 милиона за систем пепелиште. Тоа се 2 зафати со 2 пумпни станици од систем пепелиште, кој е веќе во почната фаза за реконструкција и мислам дека од септември ќе почнат и изведувањето на терен. Комплетен зафат тировски на река Вардар со комплетно променена пумпна станица и комплетна станица на пумп на Бистренци. Таму гравитираат негде околу 2000 хектари кои моментално заради моменталната состојба на канал се користат негде околу 400 хектари. Со таа инвестиција од 20 милиона мислам дека ќе се заживее тој дел доста пепелиште до Корешница. Исплатата на плати редовна ли е сега за вработените? Моментално е редовна, со мали закаснувања, ама редовно ги сервисираме. Не се чекаат со Не се месеци. чекаат со месеци. Може би и тоа е резултат на оваа одлична полевна сезона за оваа година. Да, пред тоа имаме негде до 5-6 месеци немаме земена плата во минатите години. Сега го намалиме тој период, се сервисираа сите заостанати плати кои што беа во иднината, тогаш во минатото, сега во иднина мислам дека веќе ќе го немаме и тој проблем за многу брзо. Дали водокорисниците редовно ги подмируваат своите обврски за водата која што ја користат за полевање? Водокорисниците, благодарение на законот што е за земјоделие, се врзани со субвенциите, така да наплатата ни е над 90%. Немаме проблем со наплатата на... Така. Имаме ли нешто да им порачаме за крај од овој разговор на корисниците на вода? Пораката од мене е рационално користење на водата. Знаеме дека тој ресурс се помалку го има и се повреден. Гледаме дека районите кои немат систем за наводнување моментално се претварат во полупустински и пустински райони. Така да ги замолувам рационално користење на водата и рационално користење на системот за наводнување и да нема големи упади од водокорисниците во него, односно да не известуваат за секој проблем, па ние да интервенираме стручно да не настанат поголеми хавари и проблеми. Новиот министер за земјоделство Серафимовски, по примерот на неговиот претходник, продолжи да ги лаже земјоделците, рече на денешната пресконференција председателот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Кавадарци, доктор Тони Јованов. Почитувани граѓани, новиот министер за земјоделство Серафимовски, по примерот на неговиот претходник, продолжи да ги лаже земјоделците. Тој е ВМБРО, друг човек, исти манипулации. Наместо производната цена, Серафимовски ја соопшти откупната цена. Зголемувањето од 25% не е обврска да го пресмета Министерството за земјоделство. Серафимовски го пресмета на производната цена на грозјето. Според неговите пресметки, производната цена на вранецот е 21,8 денари, а на Смедеревката 20 денари за килограм. Класична манипулација за да се сокрие вистинската реална производна цена и обид да им се отвори простор на винариите да манипулираат со откупната цена на винското грозје. Според Законот за вино, член 21, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 15 јули, ја утврдува производната цена по килограм произведено винско грозје во тековната година. Според 23 член од истиот закон, трговците со винско грозје, односно винариите, се тие кои што врз основа на шеќерните единици, најдоцна до почетокот на винската година, треба да ја објават откупната цена која треба да ја зголемат за 25% од производната цена. Ако направиме пресметка и ги тргнеме веќе вкалкулираните 25% зголемување на производната цена, тогаш производната цена на вранецот е 17,44 денари за килограм, а на Смедеревката 16 денари за килограм грозје. И оваа откупна цена е зголемена за 25%, која за вранецот 21,8 денари, а за Смедеревката 20 денари за килограм, е понижувачка за лозарите во услови кога сите репроматеријали се поскапени. Министерот Серафимовски им должи одговори на лозарите, да ја објави методологијата како е дојдено до оваа производна цена и како е направено зголемување од само половина денар во споредба со минатата година, и тоа кога само во почетокот на производната сезона имаме зголемување на нафтата, зголемување на минералните ѓубрева, зголемување на трошоците за работна рака, овој одговор им го должат на лозарите. Методологијата по која е работена не е одобрена од подсекторската група за лозарство.
И ова не е крајна откупна цена. При целосна исплата на лозарите, винарите, цената ја намалуваат за 8%. Со вакви цени, лозарите се осудени на пропаст. Овие 2 години, владата на ВМРО немаше пари за поддршка на лозарите. Ја укина мерката за дополнителна исплата по килограм грозје, ама затоа имаше пари за винариите и тоа дури по 10 денари за килограм откупено грозје. Оваа година финансиската поддршка е словена од минимум предадено грозје 30% од производството кај регистрирани откупувачи, и тоа во време кога поголемите винари најавија дека нема да вршат откуп на сортата Вранец. Условот за минимална површина на лозови насади е зголемен од 0,2 на 0,5 хектари. Сите политики и мерки на оваа влада во последните 2 години водат кон уништување на секторот лозарство. Бараме да се преиспита начинот на присметување на производната цена, да се донесе нова методологија во договор со лозарите, да се воведе нова мерка за финансиска поддршка и да се укине делот од 8% ако грозјето се исплати во рок од 7 дена. Денеска во просториите на полициската станица Кавадарци се реализира уште една од низата успешни крводарителски акции. Денес во ОВР Кавадарци се одржува редовна крводарителска акција за сите припадници на полицијата и можам да кажам дека оваа акција е според годишниот план за крводарување. 2 пати се одржува на ова место во ОВР Кавадарци или полициска станица, еднаш во гранична полиција Југ, значи исто така во Кавадарци. И до сега има дарувано некаде околу 17 крводарители. Акцијата трае до 14 часот. Секоја акција над 20 крводарувања или околу 20 сметаме дека е задоволителна и се надеваме дека таа бројка ќе ја достигнеме. Што покажува планот за крводарување на Општинска организација Црвен крст Кавадарци за оваа 26-та година? Црвен крст Кавадарци со своите работење ги покрива двете општини, Кавадарци и Росоман, и секогаш сме помеѓу најуспешните 5-6 организации, некош сме и на прво, второ, трето место и така натаму. И годишниот план за крводарување се одредува според 3% од процент од населението на двете општини. Таа бројка изнесува некаде околу 1185 единици крв, кои што треба да ги реализираме во текот на годината, и тука може да се пофалиме до сега. За 7 месеци, еве уште не е завршен 7-миот месец, значи имаме некаде околу 1200 единици крв, што значи дека сме го надфрлиле веќе годишниот план за крводарување и сето останато, значи останатите месеци до крајот на оваа календарска година ќе бидат плюс, значи повторно ќе го надфрлиме. Минатата 2025 година имавме 2434 единици крв, значи планот ни беше дупло повеќе надфрлен. Очекуваме дека и оваа година ќе го надфрлиме. Кавадарци и Росоман жителите се доста хумани, се дарува доста крв, и тука можам да кажам и еден апел до нашите граѓани. За прв пат оваа година се организира и регионална крводарителска акција. Кавадарчани треба да даруваат крв во Крушево, на Илинден, на Мечкин камен. И ова нека представува еден повик за сите крводарители кои што треба најмалку 3 месеци да има поминато од нивното последно крводарување, кои што сакаат да патуваат во Крушево, да даруваат крв таму, и може да ги посетат и тие знаменитости, спомен домот на Тоше Проевски, Мечкин камен и така натаму. Има обезбедено превоз и оброк за сите оние крводарители кои што сакаат на 2 август да даруваат крв од нашите две општини Кавадарци и Росоман, и можат значи да се пријават во просториите на Црвен крст Кавадарци секој работен ден, да остават свој телефон, ќе бидат контактирани неколку дена пред овој празник. Значи обезбеден е превоз за сите нив, че има таму и некои награди обезбедени од Црвен крст, оброк, и можат една мала прошетка да направат до Крушево и да се вратат назад. Денес на оваа крводарителска акција, значи јас како член волонтер на Црвен крст сум заедно со председателот Ефремчо Николов и замник командирот на полициска станица Борче Мустеников. Значи заедно ќе ги посетиме крводарителите и службата за трансфузионна медицина кои што се денес присутни на акцијата. Изразувам голема благодарност до сите крводарители и до службата за трансфузионна медицина со кои што заедно ги реализираме сите крводарителски акции. Значи заслугата е заедничка. Колку заслугата за ова остварена или реализирана бројка на крвни единици е на Црвениот крст, исто толку е и на службата за трансфузионна медицина.
Синоќа во Винскиот музеј во Кавадарци во рамки на програмата од Кавадаречко културно лето се одржа боемска вечер. Винскиот музеј во Кавадарци беше исполнет со староградска песна, добро вино, вкусна храна и вистински боемски дух. Вечерот биде еден убав настан во нашиот град под покровителство на општина Кавадарци во склоп на, односно состав на Кавадаречко културно лето се одржува една манифестација, убава манифестација која се вика Боемска вечер. По четврти пат се организира сега ова година и овој пат се организира во просторите на Винскиот музеј во градскиот парк на Кавадарци. Манифестацијата е значајна по тоа што тука се негува и ќе биде презентирана традиционалната македонска музика, посебно боемска и староградска музика, така да продолжиме како што беше пред некој ден една убава манифестација во Ташката чалгија, значи ова е продолжеток која ќе биде повеќе поврзана со серенатската музика, пошто е нашиот град на широко познат, кој долго години и со децении се негуваше, меѓутоа во последно време малку тоа замре, на жалост, а еве ние ќе се подсетиме на таа музика, на тие средби, на такви денови, на такви песни и ова сето ќе биде пропратено со вино, со храна, која е традиционално, че вино од нашите семени винари од Друженијето Винотек, и храна традиционална која е за нашиот крај. Музичкиот дел, значи таа музика што ја најавив, традиционална македонска народна музика и боемска музика ќе биде презентирана од ансамблите Трио Гранде и Акустико Лајт. По четврти пат, четврта година поред се организира, виното ќе организира Боемската винска вечер, а по втор пат во Винскиот музеј. Тука сме собрани да си ги презентираме, целта е да си ги презентираме нашите вина, а воедно и да се направи забава. Како контролираното судство ја спречи заплената на криминалниот имот на ВМРО и го спаси Груевски? Пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Има ли поголем доказ за она што СДСМ го говори со месеци, за смислената партизација, за постепено чекор по чекор преземање контрола од страна на власта? Има ли поголем доказ зошто не се спроведуваат реформите во правосудството? Се потврди се. Зад игрите со предметот Талир 2 стои сценарио за да се спречи конфискацијата на криминално стекнатиот имот на ВМРО ДПМН и за да се спаси Никола Груевски. Поранешната обвинителка Ленче Ристовска откри шокантни детали дека предметот бил одложуван и развлекуван. Обвинителството не се спротиставило ниту кога ВМРО ДПМН побарало одложување на рочиште, иако нивното присуство не било законски задолжително. Сите овие одложувања довеле предметот да влезе во рокови што практично не му оставаат време на апелациониот суд мериторно да одлучува. Ова, почитувани, се исклучително сериозни обвинувања од обвинителката, која со години го водеше предметот. Ова е вистината. Дополнително, и самата судика што го водеше предметот, укажа на недоследности кај обвинителството и на тоа дека ново назначениот обвинител не го прилагодил обвинението по измените на кривичниот законник. Се е јасно како ден. Ете како контролираното судство на Мицкоски ја спречи конфискацијата на имотот на ВМРО и го спаси Никола Груевски. Затоа Ристовска беше трната од предметите и беа одземени овластувањата. Јавно беа таргетирани суди и обвинители кои работеа на Талир 1 и Талир 2. Власта го смени јавниот обвинител, постави обвинителка од тефтерчето на Сашо Мијалков, позната од бомбите. Менуваше и назначуваше суди и блиски до власта и до Мицкоски. Мицкоски јавно им делеше задачи на обвинители и суди од собраниската говорница, преку телевизија и на телефон. И јавноста сето тоа го виде. Еве го денес резултатот од таквото партизирано судство. Никола Груевски е спасен од одговорност, а криминално стекнатиот имот на ВМРО повторно е во рацете на партијата. Оваа пресуда, почитувани, е дело на контролираното правосудство од Христијан Мицкоски и најсилен доказ
дека кога ВМРО ја контролира државата, нема правда, судството не им служи на граѓаните, туку за спас на криминалот на власта. СДС, Левица и ДУИ на следниот изборен циклус сакаат да се представат како жртви и оштетени, затоа не се донесе изборниот законник, сметаат во владејачката ВМРО ДПМНЕ. Провидна е играта на опозицијата. Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ на следниот изборен циклус сакаат да се представат како жртви и оштетени, затоа и не се донесе изборниот законник. Стравот од поразот на изборите кој е повеќе од евидентен, направи овие три политички партии да се здружат и да го блокираат еден од најважните закони за политичките партии. Иако како никогаш досега имаше простор за консензус и слух од владата, тие одбраа обструкции. Иако како никогаш досега имаат партија на власт која им вели договорете се што сакате и токму тоа ќе ви биде прифатено, тие тоа го одбија. Европските функционери велат Македонија е лидер во реформската агенда и ќе добие најмногу финансиски средства од планот за раст токму поради испорака на реформи. Истите повикаа и на консензус од сите политички партии за носење на изборниот законник, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ одлучија да го блокираат напредокот на државата. Прочитани се и оваа политика на жртва нема да им помине. Остана уште Мицкоски да се самоизбере за член на Регулаторна комисија за енергетика. Ново скандалозно назначување, реагираат од политичката партија Левица. Регулаторната комисија за енергетика е целосно узурпирана од партиски кадри на власта. Мицкоски планира како член на регулаторното тело да ја постави Ана Виткова, која моментално е советник во неговиот кабинет. Очигледно Мицковски е цврсто решен да завладее целосно со енергетскиот бизнис во Македонија, велат во денешното соопштение од политичката партија Левица и додаваат. Во 2 години владење Мицковски целосно завладеа со регулаторната комисија за енергетика преку поставување на партиски кадри на ДПМНЕ по правило независното енергетско тело. Во септември 2024 година парламентарното мнозинство за член на регулаторна ја избра председателката на комисијата за енергетика при ДПМНЕ Елена Маркова Велинова, која ги смени своите ставови за цената на електричната енергија веднаш по седнувањето на регулаторното столче. Мицкоски си го назначи за председател на регулаторна Ацо Ристов, поранешен градоначалник на Радовиш од редовите на ДПМНЕ, кој е и директно инволвиран во енергетскиот бизнис. Целосната ВМРО-вска окупација на регулаторна ќе заврши со изборот на Ана Виткова, која моментално работи како советник во кабинетот на премиерот. Од Левица понатаму пишуваат, Ана Виткова досега работела во комисии во кои се доделувале концесии за користење на водениот потенцијал за изградба на мали хидроцентрали. Од тука може да се заклучи дека регулаторна повеќе апсолутно не представува независно енергетско тело, туку е целосно зависно тело окупирано од ДПМНЕ и бизнис интересите на Мицкоски. Подсетуваме дека Левица со цел рационализација на трошоците и ефикасност предходно иницираше укинување на регулаторна и предложи комисијата да биде одделение во рамките на Министерството за енергетика, но ваквиот предлог беше одбиен од страна на власта. Предупредуваме дека Левица будно ги следи, ќе ги следи и анализира од кривичен аспект одлуките кои регулаторна комисија ќе ги носи на штета на народот во време на окупација на комисијата од Мицкоски и ДПМНЕ, пишуваат од Левица на крај во соопштението. Вработување и раст на правни субјекти, креирање нови 1385 работни места и грант од државата од 160.000 до 250.000 денари по работник, пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Почитувани граѓани, во тек е јавниот повик на владата за поддршка за креирање на нови работни места, кој е насочен кон македонските компании кои сакаат да го прошират и развијат бизнисот преку отворање нови работни места. Првата подмерка од овој повик е вработување и раст на правни субјекти, преку која финансиски ќе се поддржат компании за вработување на вкупно
1.385 лица со по 160.000 до 250.000 денари од работно место. Вкупниот буџет за оваа финансиска поддршка за креирање на нови работни места изнесува 332.650.000 денари или околу 5,4 милиони евра, а една компанија може да добие поддршка за вработување на најмногу 5 лица. Финансиската поддршка варира согласно категоријата, каде што најголем износ се доделува за вработување на млади до 29 години и тоа 250.000 денари по лице. За лица корисници на гарантирана минимална помош, роми, лица со попреченост, жени, долгорочно невработени лица и за жени ромки со завршено средно или високо образование, висината на грантот изнесува 220.000 денари. За невработени над 29 години, висината на грантот за вработено едно лице изнесува 160.000 денари. Новина во оваа мерка е тоа што се третираат повратниците, со тоа што за секое вработено лице повратник на работодавачот во зависност од дефинираните износи на сопствена категорија на невработени лица му се исплаќаат дополнителни 10% од вкупниот износ на одобрени средства. Со ваквите мерки и политики, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ креира можности, професионален и кариерен развој за сите македонски граѓани од сите возрасти и категории и создава поволна економска клима за развој на македонското стопанство. Пропаѓаат милиарди евра од Европската Унија, а не 4 милиони евра. Македонија губи поради Мицкоски, порача на денешната пресконференција Кети Штериова од СДСМ. Поради политиката на Мицкоски, на изолација, блокирање на реформите и кочењето на европскиот пат, Македонија губи милиарди евра европски пари. Не се губат 4 милиони евра поради изборниот законник, милиарди евра се губи стратешката цел и днината се губи поради закочениот европски пат. Додека Македонија тапка во место, другите земји од регионот напредуваат и ги користат придобивките од европската интеграција. Црна Гора веќе обезбеди над 3,2 милиарди евра европски пари. Хрватска, како членка на Европската Унија, досега доби повеќе од 10 милиарди евра. Граѓаните на Македонија плаќаат прескапа цена. Политиката на Мицковски ја држи земјата во изолација и ги лишува граѓаните милиарди евра европски пари. ВМРО-ОКГ намерно го туркаше изборниот законник со спорни одредби за изборна кражба преку гласовите од диаспората, за да создаде привид дека опозицијата го блокира европскиот пат. Во реалноста, Мицковски го блокираше европскиот пат, не испорача ништо од реформите. Мицковски и ВМРО не сакаат вистински европски реформи. Не сакаат независно судство и независно обвинителство, затоа што тогаш ќе има институции кои ќе мора да постапуваат по сите сомнежи за криминал, корупција и злоупотреба на власта. Од тоа се плашат Мицковски и ВМРО-ОКГ од одговорност. А улогата на нивниот сателит Левица е прочитана. Тие служат само за лажни напади врз СДСМ и пренасочување на вниманието од криминалните политики на Мицковски. Вистинската цена не се 4,2 милиони евра, вистинската цена се милиарди евра, изгубени европски фондови, пропуштени инвестиции и украдена европска иднина за Македонија. Продолжуваме со вести од спортот. Денеска истекува рокот за клубовите должници во македонската кошарка. Неофицијално 2 од 10 клуба кои треба да играат во машката елита се уште имаат долгови. Рокот кој Македонската кошаркарска федерација им го даде на клубовите должници истекува денеска, па екипите кои се дел од Макбаскетот имаат време до полнок да ги подмират долговите од изминатата, но и од претходните надпреварувачки сезони кои се таложеле изминатиот период.
За подсетување, раководството на куќата на кошарката беше максимално коректно во целата оваа ситуација, нудејќи попуст од 40% за оние кои ги покрија долговите до 31 мај, додека попустот до 20 јуни изнесуваше 20% на вкупната сума. За жал, овие два термини помина, а денешниот последен рок значи и црвена линија од Федерацијата, бидејќи се уште има тимови што се наоѓаат во минус и на кои сериозно им се заканува неиграње кошарка во наредната сезона. Од Федерацијата сметаат дека покажале максимално трпение, па ставот е јасен и апсолутно оправдан. Финансиска дисциплина мора да постои, а клубовите кои нема да ги подмират обврските, нема да добијат лиценца за надпреварување за следната сезона. Ова е став што беше пренесуван неколку пати изминативе месеци и од кои челниците на македонската кошарка нема да отстапат. Според одредени информации, само во машката Суперлига, 2 од 10 клубови кои треба да играат во елитното друштво се уште имаат долгови кон Федерацијата, па доколку не бидат подмирени, нема да имаат право за настап во сезоната 2026-27. Неофицијално, планот е во наредните денови да има состанок на комисијата, пошто на почетокот на следната недела ќе биде објавена и официјалната листа на клубови кои ќе бидат дел од лигите во македонската кошарка за новата сезона. Македонската кошаркарска федерација за предстојната сезона го намали бројот на суперлигаши од 12 на 10, а доколку двата клуба должници не платат и автоматски бидат дисквалификувани за надпреварување, дополнително ќе биде одлучено кој би влегол на нивно место. Да ја проследиме временската прогноза. Сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови наместа ќе има услови за локална појава на дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи до 38 степени. До понеделник времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Во вторник се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.